Ова е представа за детството, за тоа, за 90-тите и за тоа како 90-тите повторно се враќаат, а можеби никогаш се немаат заминато. Мислам дека со представата повеќе ги преиспитуваме 90-тите отколку што само нели носталгично се навраќаме на нив и се сеќаваме, затоа што во тие клучни моменти на детството, родителите, на некој начин и државата преку нашите родители, има многу голема улога во нашиот развој како личности и нели оној дуалитет бунтовник наспрема послушник на некој начин е клучното за нас како луѓе и за тоа како се градиме поинаку, дали се плашиме, дали сме храбри и така натаму и така натаму. Текстот е напишан во 1998 година, пред 20-21 година, но темите и материјата се уште актуелни затоа што, како што кажав, можеби 90-тите воопшто си немаат ни заминато затоа што преку приказните на овие 4 деца на возраст од 10 до 12 години кои се главни ликови во текстот и во представата, гледаме како всушност преку нивните игри државата, политиката и одредени нешта на кои што едноставно таму не име местото се протнуваат, избиваат постојано и гледаме едни сосема поинакви димензии од нивното растење, од нивниот развој. Се работи за еден современ текст кој што е многу слоевит и нуди многу можности. Меѓутоа, ако ја следевме дословно и доследно првичната идеја на текстот, требаше да се занимаваме најмногу само со проблемите и со тегобноста која што ја донесоа 90-тите, кои што знаеме колку турбулентни времиња беа на овие простори. Ние не избегавме од тие теми. Ги отворивме тие теми, доста ги разработивме. Особено, например, темите за патриархалноста, која што беше длабоко вкоренета во тоа општество, одсликувањето на суровоста која што самиот живот ја носеше во детските игри, и самите детски игри станале сурови. Меѓутоа, нашиот фокус беше на друго место. Само по себе се наметна да се фокусираме на леснотијата која што ја носи детството како период, затоа што ние сме сепак деца произлезени, пораснати во тие години. Тие години се нашето време, времето на нашето детство. И оваа представа ја работевме со многу љубов, но признавам и со малку носталгија. Ова е прв проект кој што го имам работено со режисерот Милош и многу ми е задоволство и чест за соработката. Имав едно прекрасно искуство и еден прекрасен процес кој што беше со многу бава енергија. Беше многу креативен и мислам дека производот кој што го имаме, театарската представа која што ќе ја гледате, е представа која што е многу убава, многу лесна, но истовремено се занимава со многу тешки прашања кои што влијаат врз нас возрастните, но исто така и врз децата. Преку детската игра ние ги гледаме проблемите на родителите и на општеството во кое што живееме, а тоа е еден момент кој што јас не би сакала децата да бидат обременети со проблемите на возрастните. А многу често се случува тоа насекаде околу нас, не само во 90-тите, туку и сега. Представава има универзална тема, имаме многу сцени кои што се актуелни и сега, исто како и селувањето, влијањето на политиката врз животот, односите родител, мајка, татко. Така да мислам дека е многу актуелна и многу убава за гледање. Имаме да ви понудиме една исклучително топла представа, која што во себе содржи толку многу носталгија, љубов, копнеш кон нешто што сме поминале и длабоко во нас се уште го чуваме. Детството, кое што мислам дека ние го имавме, па можда едни од последните генерации кои што го начекавме тој период, со такви игри, пораснати през града, на улица,
не толку пред компјутери, пред мобилни телефони, едно вистинско детство. Процесов не можам да го наречам работен, затоа што го чувствував како една игра од самиот почеток до еве сега до премиера. И мислам дека е многу реткост во денешно време да имаш таков процес за време на театарска представа. Прво ми е многу мило што после академија пак на некој начин се сретнуваме со Милош, затоа што на академија тој студираше режија, јас актер, па имавме можност да соработуваме. Сега пак соработуваме професионално, нешто што не е поврзано на академија. Се поклопивме во вкусовите, во начинот на работа, во тоа тој што бара од нас, ама сепак негова режија моја глума, што би рекол Црцоровски. Многу ми е мило што сме имале ваков процес сме имале досега, но не толку топол како овој. И мило ми е што преку таков мирен и топол процес во представата мислам дека ги извлековме, како што кажа Јасмина, и добрите и лошите работи, односно и носталгијата по тоа време, но и нешто што не сакаме да се врати од тоа време.